Linija? Kada отидохте па само што ме наместих? What is happening? What kind of bullet is this? Деца, тиши. Зборувајте македонски и си го заборавите мајчиниот јазик. Разбираш? Деца, вие дали знаете да зборувате? Па кажете во ред наставнички. Добро е, ве разбирам. Окей, наставничке. Деца, на мојата улица порасна. Знаете ли колку убави и незаборавни моменти имамо таму со другарите? Ама вие не можете ниту да си замислите од тоа виртуелното што вие во раце. А нас е вака многу. Местото има посебно убавина и енергија. Целото свое време го поминувавме со игри, преку кои научивме многу работи, со музика, со забава. Ама сето тоа го имаше и во мојата градинка Верац или Вили Дрена. Знаете ли колку убави цртани филмови имавме, некако овие вашите денес? Дали вие може би ги знаете цртаните филмови Том и Джери или пак може би Штумповите? Какви времења, какво другарување и игри во градинката. На кому јасно зборувам и онака ништо не ме разбере. Ајде по мене пар да ве научам да играм нешто. Ајде.
Everybody wants to be a king because the cats they only can. Who knows when it's in? But playing Jersey always has a welcome man. 'Cause everybody thinks it's weekend. Шумата. Има едно селце, къде живее веселият народ. Штрумфови. Спор за играње на сцена, подобни од нив нема. Кога ги врна Гарганел, срцето им води во певици. Штрумфови. Штрумфови.
Море Владче, ова игра се вика Не лути се човече. И тоа значи дека не треба да се лутиш. А како да не се лутам? Сите се свртевте против мене, но човече не може да се внесем во кукичката. Па штом си лутко, друг пат да не играш со нас друштвени игри. И да ви кажам право, никогаш повеќе нема да играм со вас. И не джири. Играва требаше да биде забавна и да научи порасне, не треба да фатим и пораз. Изгледа Владко тешко прифаќа пораз. Ајде побрзо да ја собереме играва, додека не сме изгубиле некоја човеч или коцка. Мајка ми ќе ме отепа ако нешто и фали. Ја чув уште кога била дете во 80-тите. Толку е стара играва? Да, повеќе од 30 години. Замислете како им било на нашите родители кога биле деца. Па сигурно здодевно, без компјутери, телефони, паметни уреди. Аха, здодевно, мисли си. Сигурна сум дека многу работи знаеле и можеле да направат за разлика од нас. Така е, Тео, 80-тите биле легендарни, а и Владко што ни се налути е затоа што тој не знае како да се радува на туѓата среќа. Нас постојано во градинка научеле како да бидеме толерантни едни кон други и како се да бидеме среќни. Тоа зависи само од нас. Ние, брат, се радуваме и сме среќни за твојата победа. Ајде. I'm on fire, oh. Little bit up on the moon, she turn around and say
Сега ќе видиме, трпение. Што треба да правам? Ништо, само молчи. Дојди си тука нешто многу важно да ни кажеш. Да. Ти реков да молчиш. Добро, ајде. Дали ти сакаш да биеш познат пеач? Не, никако. Ама ти реков да молчиш, да не ми одговараш. Треба да ти ги прочитам мислите. Треба нешто важно да ти кажам. Можеш, ама подоцна. Идно е, не можам да чекам. Ајде тогаш, зборувај погано. Дојдеш сум од мината со твојата временска машина. Што зборувам? Вистината, дојдеш сум од 2023 година. Тоа е многу далеко. Дали си сигурен да зборуваш вистината? Да, еве ви доказ. Вау, што е ова? Телефон. Ваков телефон не постои. Постои во иднината во 2023 година. А каде се топчињата за вртење на телефонски броеви? Нема дупчиња, се е на допир. Еве видите. А каде се? А што се овие сликички? Тоа се апликации, секоја апликација има различна функција. Вау! Што прво децата во иднината? Па цел ден седат пред компјутерите или со паметни телефони во рацете како и игри на PlayStation. А не си играат како нас на улица? Не многу, родителите сметат дека улиците се небезбедни, па затоа не ги пуштаат сами. Ужасно. Не би сакала да сум дете од 2023 година. А мене ми личи да зборува за некој универзум. Верувате, чудна е детската на детството во иднината. А што велиш ние да ти покажеме што е вистинско детство? Одлична идеја. Деца, земете ги топките и джамбиите да си играме во песокот. Чекайте, ќе се извалкаме. Ништо страшно, малку кале песок, нема ништо да ги наштети. Нема мајките да ве караат затоа што се извалкани. Не, поволя да си ја терам. Почекайте, пред да започнеме, дали може да ни покажеш како вие децата го минувате своето слободно време? Да, секако. Па ние децата во 2023 година одиме на различни курсови по јазици, во едукативни центри, одиме на Зумба, гледаме TikTok, следиме јутјубери, инфлуенсери. Дојдете, ајде, сега ќе ви покажем.
Почитувани родители, напредната технологија не е лоша, толку воспитувањето, грижата и љубовта се присутни вие родители. Само со секој ден на грижа на родителите кои што се залагаат децата да ги насочат кон вистинскиот пат, напредната технологија нема да има штетни последици. Затоа, почитувани родители, бидете присутни во растењето на децата, бидејќи, како што знаеме, првите 5 се најважни на свет. А сега да ги поздравиме сите учесници